најпрво ќе го исчистиме лицето, шминката ќе отстраниме со мицеларна вода, понатаму со еден нежен чистач во вид на пена ќе го отстраниме вишокот. А кажете ми, кој е вашето мислење за различните начини на потемнување на кожата, што се исто така тренд кај младите? Мислите на потемнување со вештачки извори на светлина или само на сончење? Сонце, светлина, секакви извори. Сончањето е убаво, го поттикнува создавањето на D-витамин, меѓутоа треба навистина да биде безбедно. Јас препорачувам задолжително користење на креми со висок заштитен фактор, SPF најмалку 30 или 50, и се разбира да не се изложува лицето на сонце помеѓу 12 и 16 часот поплавно, кога се многу високи UV индексот и UV зраците се навистина доста штетни. Додека за потемнување со користење на вештачки извори, како на пример солариуми, сум против. Тоа се навистина многу штетни UV зрачења, кои може не само да ја остарат кожата предвремено, туку може и да предизвикаат карцином на кожа и нешто што е навистина многу сериозно. Употребата на солариуми на лица под 18 години е апсолутно забранета, например, во Соединетите Американски држави. За жал, кај нас се уште некои лица подлегнуваат на вакви брзи методи на самопотемнување. Што би препорачале вие за нега на кожата од тој аспект? Секој дневно ставање на SPF? Задолжително во утринската нега, покрај нанесување на хидратантна крема, пред излегување од дома потребно е да се нанесе крем со висок заштитен фактор, 30 или 50, во зависност од тоа каков е типот на филтерот кој го има во себе кремата со заштитен фактор. Постојат креми кои користат физички или минерални филтри, па тие може да се нанесат и веднаш пред излегувањето од дома, додека кремите кои во својот состав содржат хемиски филтри е неопходно да бидат нанесени најмалку 20 до 30 минути пред експозиција на сонце. Дали имате некој ваш омилен производ, вака што сте го виделе, дали е тоа крема за кожа, дали е пена некаква? Од омилени производи дефинитивно е физиолошката пена со која го чистиме во моментот лицето, затоа што навистина убаво ги чисти порите, го отстранува вишокот на себум, а при тоа не ја пресушува кожата, а потоа нанесување на хидратантен крем со лесна текстура, кој не ги запушува порите и не е комедоген. Задолжително крем со SPF, значи јас сум фототип на кожа доста светол, број 2, како и ти, така што за нас е најдобро да користиме крем со SPF 50. Откако го изчистивме лицето, ќе продолжиме со првиот дел од третманот, а тоа е длабинско чистење на лицето. За оваа цел, во самиот третман се користи една патентирана Vortex технологија, која истовремено ги прицува вишокот на себум и масноти заедно со нечистотиите на кожата, но во исто време вбризгува одредени препарати кои прават длабинско чистење на секоја пора. Дали нивото на вакуум е доволно? Дали чувствуваш можеби некоја нелагодност за време на третманот? Мене искрено за сега ми е супер, сум го имала овој третман неколку пати и секогаш ми влијало врвно на лицето. Кога сум имала и многу тешки периоди со повеќе бубулици, лицето ми се исчистило после една недела. Откако темелно се чисти лицето со првиот дел од третманот, понатаму се продолжува со втората фаза, која представува фаза на ексфолијација. Во оваа фаза на ексфолијација се користат бустери, кои содржат многу мала концентрација на гликолна и салицилна киселина, или ова е во зависност од индивидуалните потреби на секој еден пациент. Во твојот случај ќе користиме со доста слаби концентрации, затоа што ни е потребно само да направи една блага ексфолијација и всушност да го
припреми лицето за наредниот чекор, во кој веќе ќе користиме и хранливи серуми, богати на антиоксиданси, кои ќе ја остават кожата да биде здрава и цијајна. Во третата фаза се посветуваме специјално на Т-зоната, во која знаеме дека има најмногу помедони обично, и затоа оваа зона знае да биде доста проблематична, да светнува за време на снимањата, но и да се полни со несовршености од типот на акни или комедони. Токму затоа има цела една фаза во текот на третманот посветена токму на Т-зоната. Сега веќе е потребно да го неутрализираме лицето со вода по нанесувањето на бустерите кои содржат мала концентрација на киселини, за да може да се неутрализираат. Во исто време самиот систем автоматски се чисти. За секоја една фаза се користат специјални типсови, наставци, кои всушност се за една употреба. За секој еден пациент има нов стерилен типс кој се аплицира. Ова е многу важно за да не дојде до крос-контаминации и загадување на кожата од претходен пациент, така што нивото на дезинфекција и стерилност за време на секој еден третман кој се извршува на кожата, независно што ова е површински третман, треба да биде навистина високо. Дали чувствуваме некакво пецкање? Искрено, додека се дешава третманот, има мала иритација на кожата, тоа е поради ексфолирањето, но отпосле откако ја нанесовте водата, воопшто не осеќам ништо. Дури убаво ми е на лицето, се осеќам чисто. Да, всушност длабинското чистење на сите пори го прави тој момент на чувство дека кожата конечно може да дише. И сите пациенти чувствуваат навистина големо растоварување во тој поглед. Откако сме ја неутрализирале кожата, сега веќе понатаму продолжуваме со една фаза, која ја викаме фаза на бустери, во кој, како што кажав, користиме различни серуми. Овие се индивидуално направени според потребите на различни типови на кожа. Најчесто во секој еден бустер се содржат високи концентрации на антиоксиданси, кои навистина се важни да ја заштитат кожата од тој оксидативен стрес, што за жал се случува секојдневно, поготово во услови на градската средина, каде воздухот е доста загаден. А знаеме дека тие сите слободни радикали, штетни агенси од надворешната средина, навистина многу ја загадуваат кожата и токму тие, како надворешни фактори, придонесуваат за затварањето на порите. Значи, од една страна се маснотиите, себумот, кој кожата ги лачи, како ендогени фактори, а од друга страна се загадувачите од воздухот, за жал, и од надворешната средина. И токму затоа, овој третман доста добро се одразува во сите урбани средини. Вие знаете дека јас често имам навика да си ја копам кожата, односно кога имам некоја бобуличка сама да си ја средам. Што мислите за тој начин на решавање на тој проблем? Ова е најнеправилниот начин на кој може да реагира еден тинејџер, меѓутоа за жал тоа е инстинкт на кој навистина многу мал дел од тинејџерите успеваат да одолеат. Многу е неправилно, зошто? Затоа што навистина на тоа место каде механички би ја притиснале мозолката или комедонот, би настанала така наречена инфламација, воспалување на местото и навистина може од една акна или од еден комедон да се направат 2-3 акни. За жал понекогаш може и да не сакајки направиме некоја цистична формација која може да руптурира, да пукне во подлабоките слоеви на кожата и да доведе до доста сериозни длабоки кожни инфекции. Затоа ова е забрането, значи не смееме воопшто да ги пипкаме акните. Постојат, како што кажав, одредени спот терапии,
кои ги препишуваме на пациентите, значи може да се нанесуваат најразлични стикови на место на акните или SOS пасти за време на вечерните часови, за да може до наредниот ден акната да биде сама по себе уништена, да кажеме. Сега ќе ги затвориме очите, за да може да уклучиме лед светло со кое го завршуваме третманот. Најчесто се користи плаво или црвено светло, во зависност од тоа што сакаме да постигнеме. Кај тинеџерската кожа често користиме плава светлина, која всушност ги смирува иритациите и воспаленијата. За време на оваа фаза се чувствува блага топлина на лицето, меѓутоа е доста корисна во смирувањето на црвенилата и иритациите. И плавата светлина воедно се користи и за лекување на акни. И за крај, откако кожата е сува, нанесуваме хидратантен крем. Најчесто користиме пост-третмент крем за епителизација, кој ќе го затвори третманот, за да може да го избегнеме штетното влијание на надворешната средина веднаш штом ќе се појавите надвор. И се разбира, задолжително на крај крем со SPF фактор, за да спречиме појава на несакани пигментации од сонцето. Светам или не светам? Светиш, еве за жал што излезе од лицето, ова излегува како резултат на нечистотијата од надворешната средина кај сите пациенти на кои се прави третманот. Поготово оние кои живеат во урбана средина, ова е неизбежно, меѓутоа токму поради ова лицето останува да свети после третманот. Која е препорака што би ја дале на младите за нега на кожата? Задолжително чистење на лицето, поготово во рутинската нега навечер, за да може да се оди во кревет со исчистено лице, нанесување на хидратантна крема, да не го чепкаме, дури ако имаме несовршености, воопшто ние да не ги отстрануваме, да го препуштиме тоа на стршни лица, а наутро задолжително да се користи крем со SPF фактор, за да може да го заштитиме од штетните дејства на UV зраците. Супер, благодарам многу. Ти благодарам и тебе.